Атопичниот дерматит е во голем пораст. Која е улогата на антиинфламаторното дејство на омега-3 во смирувањето на воспалената кожа и зајакнувањето на нејзината природна бариера? Атопискиот дерматит ви е една форма од тие, ќе ги крстиме пореметување на имунолошкиот систем. Денеска атопискиот дерматит се јавува, например, во така наречени хиперчисти средини. Деца кои што се ултрачисти, каде што не се активира делот од имунитетот кој што треба да го брани од инфекции, од настинки, од грипови, нели, од сите оние бактерии и вируси, го активира воспалителната реакција која што е врзана со алергија. И затоа денеска, например, вие ако отидете, сега го спомнате Молерс и Норвешка и нивното искуство, например, ако вие отидете во Норвешка, во Шведска, во Данска, например, вие ќе видите дека негде 50% од градинките се без покрив. Дека децата спијат на ладно, дека децата играат во прљава средина, играат у кал, играат на песок. Они едноставно антигено се стимулираат. И меѓутоа, имајќи во предвид дека они внесуваат природни субстанции, значи пак ќе го спомнеме по трет пат сега така наречен осло брекфаст, внесуваат голема количина на омега-3 масни киселини, они во основа имаат антивоспалителен ефект кој што е глобално на целото тело, меѓу кои на кожата.